Благодарам на присуството, почитувани граѓани. Вчера премиерот Христијан Мицкоски ретарираше од најавениот закон од неговите пратеници на ВМРО ДПМН за тоа да пратениците немаат двојни државјанства. И уште една нивна лага е разобличена. Зошто? Поради тоа што министри и пратеници на ВМРО ДПМН, градоначалници, функционери, директори на јавни предпријатија имаат бугарски пасоши. Толку од нивниот патриотизам. Лажниот патриотизам се повеќе се разобличува и секој ден се повеќе излегува на виделина. Премиерот ке барал мислење од правни експерти. Зошто не побарале претходно? Зошто не побарале мислење од правни експерти пред пратениците на ВМРО ДПМН да го поднесат тој закон во собранието? Вистината е дека ги пресретнавме и разобличивме уште една нивна лага, уште еден нивен лажен патриотизам. Кога дадавме амандмани и најавивме дека тој предлог закон ке важи и за актуелниот пратенички состав, а не како што тие сакаа за следните пратенички состави, и кога го поднесовме и нашиот предлог закон, да членови на влада немаат двојни државјанства, затоа што секогаш е големо прашање за чии интереси и чии интереси штитат работат пратениците кои што имаат двојни државјанства, тие постепено ретарираат. Толку од лажните патриоти. Толку од лажниот патриот Мицковски, кој што ќе овраќаше името, ќе поништуваше Преспанскиот договор, ќе поништуваше договорот за добрососедство со Бугарија. Што е суштината на нивното владење? Тие се една организирана криминална група, заедно со нивниот привезок ЗНАМ, ВМРО ДПМН, кои што ги предадоа националните интереси и довербата ја изневерија на гласачите, и ЗНАМ, кои што освен што ја изневерија довербата на гласачите, ја оштетија и својата матична партија, која што се направила за нив, од такви предавници не може да се очекува да водат држава како што треба, а најмалку што може да се очекува да се патриоти. Лажниот патриотизам повеќе не функционира. Станува збор за предавници на националните интереси, на интересите на земјата и на интересите на граѓаните. Почитувани присутни, следната тема која што сакам да коментирам е вчерашното поставување, назначување за директор на националната телевизија, на МТВ. Имено, како што кажавме и потенцирав во вчерашниот прес, ова е само уште еден сегмент, уште еден аргумент во прилог на тоа зошто пршинската влада треба да остане. Ако целокупниот механизам, начин на владење е само една имитација на механизмот со кој што владееше Никола Груевски до 2016 година, кога сите институции беа узурпирани од него лично, од негови блиски луѓе, од партиски луѓе, сега е истиот систем. Тогаш обвинители судии од тефтерче, сега повторно исти луѓе за судии обвинители и премиер Христијан Мицкоски кој што најавува со чувства како треба да работат судиите и обвинителите. Ваков притисок судството до сега нема видено. Ова го нема во ниту една европска држава. Понатаму, закон за полиција, врз основа на кој што е изготвен нов закон за полиција, донесен во собранието, на кој што имавме сугестии, не се прифатени, и врз основа на тој закон нова систематизација со која што се укинува кариерниот напредок и со кој што министерот за внатрешни работи со дискреционо право ќе може да назначува своји луѓе, кои што не ги исполнуваат досегашните критериуми за напредок во службата, и на тој начин Министерството за внатрешни работи, целата полиција ќе се депрофесионализира, а само брутално ќе се партизира. Третиот сегмент, Safe City, системот кој што не знаеме кој ги чува, на кој начин се складираат и како се користат сите информации од тој систем. И дали тој систем, евентуално, имајќи ја предвид историјата на ВМРО ДПМН, со злоупотреба на безбедносните служби, прислушкувањето, разговорите кои што цела држава ги слушаше, сега повторно нема да се злоупотреби и да се пратат членови на опозицијата. Новиот директор на МТВ е последниот сегмент во тој мозаик. Тотален анонимус, човек без професионален бекграунд,
не може да води МТВ. Укажавме на еден од брифинзите во моментите кога се распиша конкурсот, укажавме на тоа што се шпекулира дека близок човек на премиерот ќе води институцијата. Еден од темелите, како и овие други кои што претходно ги споменав, се сериозно подкопани. Националниот сервис информативен треба да биде независна институција, не раководена од човек кој што слепо ќе извршува насоки и директиви од премиерот и дополнително е личен негов пријател. Повторно, ова е нешто што го нема никаде во Европа. Ова никој не го заслужува. Не го заслужуваат граѓаните. Не го заслужуваат новинарите. Буквално никој. И на крајот да завршим со тоа што пред некој ден се формираше комисија која што веќе го драфтира договорот за прием на Црна Гора во Европската унија. Каде сме ние? Заглавени во лагите на премиерот, во неговите антиевропски политики, во навредите кои што ги шири кон земји членки на Европска унија и Европска унија во целост, таму, додека е на гости, обидувајќи се преку досегашните изговори, лажна кампања, лажни вести, да презентира дека тука има некаков напредок. Тука ништо не се случува. Нема реформи и не се прави чекорот кој што е потребен за да ние ги почнеме преговорите со Европската унија, да се отворат преговорите по поглавијата. Човекот кој што сега стави вето на пристапниот процес на Македонија во Европа има име и презиме, се вика Христијан Мицкоски. Граѓаните и државата тоа не го заслужуваат. Регионот оди напред, нас повеќе никој не спомнува. Во текот на вчерашниот ден еврокомесарката Марта Кос имала средба со грчкиот премиер Мицотакис и кажува дека се работи и дека има прогрес во Црна Гора, Албанија, Украина и Молдавија. Нас никој повеќе не спомнува, благодарение на тоа што не води рускиот прокси играч Христијан Мицкоски. Благодарам. Како Бугарија нас не блокира да спроведуваме нашата реформска агенда со реформските закони? Никако. Кој не работи на реформските закони? Владата. Како Бугарија нас не блокира да ги направиме уставните измени со кои што ништо не е загрозено и ќе се отворат преговорите по поглавијата? Апсолутно никако. Тогаш ние ќе бидеме многу посилни. Како премиерот ги менува причините зашто тоа не го прави? Да ве потсетам, порано беа правата на македонците во Бугарија. Па ќе се имплементираа некои пресуди на Судот за човекови права во Стразбург. Сега тоа веќе не се спомнува. Па ќе беше одложено дејство на уставните измени. Тоа повеќе не го спомнува. Се нешто ново наоѓа како изговор. Не, тоа е причината за блокадата. Ние имаме работа со Европската унија, не имаме работа со Бугарија. Ние имаме договор со Европската унија во кој што треба да се направат уставните измени и да се отворат преговорите по поглавија. И гледаме дека за прв пат после 12 години веќе се прима нова членка, а тоа е Црна Гора. Албанија е после неа. Бевме во пар со Албанија, бевме многу пред Албанија претходно. Така да тоа се само изговори. Вистината е дека премиерот не сака во Европска унија. Околу првата тема собраниските случувања, вчера фактички беа отфрлени амандманите на Комисијата за политички системи околу оние две главни прашања за техничката влада. Првично, меѓутоа, исто така, еве денеска има комисијска расправа друга и околу оние амандмани или предлог законски измени што ги споменавте за двојните државјанства. Едното прашање ми е во однос на укинувањето на техничката влада, дали останувате на ставот, односно условот што вчера го кажавте, дека доколку останат од власта на намерата да укинат пршинската влада, вие ја напуштите работната група за изборниот законник. И второто, што очекувате воопшто да се промени околу овие законски измени за двојните државјанства? И во однос на вашиот предлог, но со оглед на тоа што за сега не гледам од пратениците од гледачкото мнозинство да има некакви промени по вчерашниот став на премиерот Мицкоски околу мислењата за уставни експерти. Што доколку останат во ваква форма во законодавно-правната комисија и во собраниска процедура? Со уставни експерти во однос на законот кој што тие го предложија? За двојното државјанство на пратениците. Добро, коментирав нешто и претходно, додека го образлагав материјалот. Зашто не ги
консултирале уставните експерти пред да го поднесат законот пратениците на ВМРО ДПМН. Така ли спремаат закони? Што сакале да постигнат? Еве ја ќе ви кажам што сакале да постигнат, да глумат патриоти. Ете, ние сме големите патриоти, нема да има двојни државјанства, ама во законот напишале од следните избори. Не од овој актуелен состав. Се е лага кај овие луѓе. Се е лага, за да им поминува бизнисот и да ги плячкаат народните пари. Буквално се. Глумат патриоти. Еве зошто не ги прифатија нашите амандмани, во кои што требаше тоа што тие го предлагаат да важи од овој актуелен состав. Ајде сите да даеме изјави дека немаме друго државјанство, немаме резервна татковина. Зошто бегаат луѓето? И дополнително, зошто бегаат и од законот за влада? Зашто треба и како ние може да веруваме дека министри во владата кои што имаат двојни државјанства не работат за интересите на туѓи земји? Како може да сме сигурни? Тоа е причината зашто ние го правиме сето тоа. Зашто предлагаат еден закон, па ретарираат кога ние кажуваме дека и предлагаме не од следниот состав, од сега да важи. Затоа што сите огромен дел имаат бугарски пасоши, затоа. Затоа што не се заинтересирани за прогресот на земјата, ете затоа. Затоа што утре може комодно пола од нив да се кандидира на избори на Бугарија. Ете тоа можат. И пратеници и министри на ВМРО ДПМН. Ете тоа е нивниот лажен патриотизам. И тоа е само еден дел од лагите со кои што дојдоа на власт. Патриотизмот кој што сака да го продаваат. Името ќе го враќа. Па ја потсетам што збореше претседателката, ќе го вратила името и ќе го заштитила во уставот. Тоа зборуваше. Што кажуваше премиерот? Не е за мене никогаш додека сум јас во ВМРО ДПМН преспанскиот договор завршена работа. Па да не е веќе во ВМРО ДПМН. Чиме завршена работа и е еден од најдобрите договори во Европа. Кога ја смени реториката. Луѓето не ги интересира ниту државата, ниту интересите на граѓаните. Земјава тоне у сиромаштија. Европа оди напред, регионот оди напред. Луѓето не може да врзат крај со крај. Ниту плати им зголемуваат, ниту пензии, ниту земјоделците гледаат ќар, ниту студенти, ниту во просвета, ниту здравство. Никој буквално. Заробена е државата. По механизмите и инструменти на Никола Груевски. Ништо не се случува. Ете, тоа е суштината. Само што останувате на ставот што го кажавте вчера односно условот со пршинската влада. Да, се извинувам. Да, апсолутно. Значи и аргументираме зошто таа пршинска влада треба да остане. Еве ќе повторам. Притисок врз правосудството, закон за полиција со кој што ќе се партизира целосно полицијата, Safe City, кој што имаме сериозни сомнежи врз основа на историјата, систем дека ќе се злоупотреби и национален сервис. Другар на премиерот е директор. Без професионален бекграунд. Па вие го знаете ли тој човек што ќе води МТО? Од вашата фела ли е? Па не го знаете нормално. Конзул на некоја земја. Која што кој знае и на глобуса дали знае да каже каде е. Таков ли човек ќе го води националниот сервис кој што треба да биде отворен, транспарентен, независен, објективен и така натаму? Како може да веруваме? И клучното прашање што произлегува сите овие прашања. Зошто инсистираат да се укине пршинската влада ако била донесена со консензус на овој начин? Ете, тоа е клучното прашање. Тоа треба да го прашате премиерот на следната пресконференција. Зошто инсистира да се укине? Зошто инсистира на демократска контрола и механизам со кој што може да се спроведат фери демократски избори и дека нема да има злоупотреби? Тоа е клучното прашање. Поврзано со господин Филипчев, вчера вашиот пратеник Митко Кричулевски изјави дека се размислувало можеби за протести, напуштање на собранието целосно. Дали во партијата да разговарате за вакви опции? Ние рековме дека ќе напуштиме прво дебатата и учеството во работната група за изборниот закон. Доколку овој закон за влада не се повлече. Па оттаму ќе видиме како ќе делуваме понатаму, но сите демократски механизми ќе ги искористиме. Затоа што граѓаните ова не го заслужуваат. Затоа што се повеќе реакции до нас и барања и иницијативи има од граѓаните, не од партиските членови, од граѓаните на сите нивоа, затоа што гледаат и сваќаат што се случува. Следно прашање за началникот на Фира Паланка, вчера во изјава кажа дека партијата би требало да разговара со членовите на раководството, а не било како што ги нарече луди соопштенија да се конфронтира и со членови и со други луѓе. Дали планирате принципната средба со Сашко Житовски да разговарате по темата? Може само да се надоврзам на Да. истата тема.
Дали сте во контакт со базата од Крива Паланка, затоа што градоначалникот инсистира дека граѓаните, меѓу кои што и вашето членство, се за отворање на рудник со почитување на еколошките стандарди? Па, нашата реакција и сопштенијата, не би ги коментирал квалификациите, потекнуваат од реакции на луѓе у Крива Паланка. Тоа од луѓето таму ни дојде како реакција. Загриженоста дека ќе се отвори рудник во ситуација кога се постава прашање кој ќе го контролира и кој ќе го постави тој систем таму. Како ние ќе бидеме сигурни дека тој систем таму ќе биде систем кој што ќе ги почитува сите еколошки стандарди? Како граѓаните ја кажуваат загриженоста, не сме го измислиле ние тоа. При тоа граѓаните викаат како може еден градоначалник кој што не може 10 крави да исконтролира, утре ги контролира таков рудник. Тоа со 10 крави не може да се справи. И сега таков рудник ќе контролира во близина на Крива Паланка. Не го кажувам јас тоа, граѓаните ме прашуваат. При тоа, тој има обврска да ги праша нив. А ако вистина дека има информации, барање од граѓаните, што бараме ние? Токму тоа. Ама формата референдум. Нека се направи референдум за рудникот. Ете тоа треба да се направи во Паланка. И уште една работа. Воопшто не е битно, тој случајно градоначалникот од СДСМ. Во контекст да од која и партија да беше, нашите барања ќе беа исти. Ќе одговориме на прашањата на и барањата на граѓаните. Дали планирате лична средба со него? Јас сум отворен за среди, нема проблем и комуницирам. Значи не е тоа е не е надвор од контекст е тоа. Не станува збор за тоа. Фала ви. Извини, повеќе. Се уште не знаеме ние што содржи традицијата на законот за правична застапеност. Дали имате коментар за тоа што досме овој закон и ако беше најавен за април, се уште го немаме и го немаме видено ни ние каде било? Не сум го погледнал. Сега извинете, ама еве да го разгледам во Има драфт верзија објавено јавно за јавност. немам информација, до мене не стигнала никаква верзија, ниту работна, ниту некако. Ќе се обидам да видам што има и во собраниските служби па да информирам. Значи не би коментирал, не знам што има таму. Фала ви.